Со звук како сме? Идеш? Да. Вклучени сме? Да. Може да свртиш кај мене што да гледам? Каде сме? Ја не се пошто не се гледам. Аха. Овдека немам конекција. Ќе не извините го слушате звук, ќе не почекате малку, бидејќи нема пренос. Стои како најава само. Еве сум. Се вклучив. Дали се наоѓаме на интернет на објектов или на ова? Да. Добро вечер на сите. Ќе извините на ова закаснување, меѓутоа со тие постојани апдејти на Facebook не ни дава можност да стримаме како до сега. И тоа е добра новост за јавноста. Се што е како до сега да исчезнува, па макар и навиките на Facebook, па и во Македонија да исчезне секако што беше како до сега. Ќе се надам дека ме гледате, јас не можам да гледам, не можам да имам представа што и доколку се гледа. Ако може баш да проверите дали имаме или немаме пренос. Да? Прво сакам да започнеме со делот дека вчера на 18.4. ја започнавме изборната кампања за парламентарните избори. Знаете дека нашата партија, Македонски концепт, настапува заедно во коалицијата Твоја Македонија и знаете дека таа коалиција ја предводи ВМРО ДПМН и вчера имавме почетен митинг за парламентарната кампања во Охрид, кој помина прекрасно. Имаше огромна посетеност. Граѓаните, мислам дека и досега во досегашниот тек на председателската кампања ја покажуваат јавно својата поддршка. Меѓутоа, она кое загрижува, тоа е повторно замајување на јавноста, повторно замајување на граѓаните со пропаганда, со скапи платени спотови, со лажни вести, повторно власта ги вклучи сите можни фабрики за фалсификување на вести. Па во таа смисла успеа да направат и лажни профили со моје име и на Твитер и на другите социјални мрежи и да шеруваат постови или ставови кои не се мои и не се од моите верифицирани пејџови, моите верифицирани профили. Но во сето тоа замајување на власта и на тие скапо платени ботови им се вклучија и неколку кујни од соседството, кои им помагаат во обстојување на измеќарскиот режим во Македонија, бидејќи тие им одговараат. Многу е едноставно. Земјите кои се заинтересирани да се мешаат во внатрешните работи на Македонија, покрај големите и соседните земји, сите се вмешуваат во изборната кампања во земјава и се обидуваат секој да наметне свој фаворит. Но сите странски фактори, сите тие соседи кои се мешаат во оваа изборна кампања, поддржуваат своји измеќари, не поддржуваат автентични
македонски политики и автентични македонски ставови, него пренесуваат, поддржуваат измеќари и затоа викам на овие избори. Избираме помеѓу македонскиот концепт и измеќарскиот концепт. Што е македонскиот концепт? Македонскиот концепт е изворни македонски кауза, доктрина, политики, кои одат, извираат од македонскиот народ, извираат од македонските граѓани и се во интерес на македонските граѓани, без да водат грижа за туѓите интереси. Додека пак од другата страна измеќарскиот концепт не го интересираат државноста на Македонија, не ги интересира интересите на македонските државјани, македонските граѓани, туку ги интересира само колку повеќе да ми ја погодат работата на газдите. Без разлика дали се тие газди од Косово, од Албанија, од Бугарија, од Србија, од Грција, од Америка, од Русија, од Кина, небитно, не е важно, од Германија, од Франција, небитно. Станува збор за измеќари. И сега ние треба како граѓани да се одлучиме. Сакаме оваа земја следните 4 години да ни ја предводат измеќари или сакаме да ја предводат автентични македонски политичари. И тоа е тоа кое е суштина, тоа е тој македонски концепт, тоа е тоа за кое се бориме. Тоа е тој суверенизам на земјата, тоа е тој суверенитет, тоа е тоа автохтона, автономна политика. И тоа е тоа кое може да донеси реални промени во земјата визави овие кои цело време се обидуваат да продолжат да работат како до сега. Концептот како до сега е изворен концепт на Тирана и на Али Ахмети. Тој концепт сака да каже дека треба да продолжиме по овој правец кој сме го зацртали, а тоа е Македонија и официјално да потпадне под дуи робство или мафијашко робство или не знам како да го речам, робство од косовската мафија, од албанската мафија, кој е главен финансиер на политичките партии, дел од политичките партии во земјава и доста македонски патриоти во наводници се исто така финансирани од косовската мафија. И вечернашниот стрим го направивме специјално за да го објасниме кој е нивниот план и што треба ние да сториме. За жал, успеа кај етничките македонци да најдат соработници, односно измеќари, кои за функција, за власт, за пари, кои за позиција, за моќ, кои за пари, за голи пари, се подготвуваат за купување на душата на сиромавиот македонец од една страна и купување на скапаната душа на измеќарите од СДСМ Врвот, од СДС Врвот, за со моќи пари кои ги нудат да останат на власт во дел од власта. При тоа, според сите пресметки, СДСМ не може да надмине над 28 пратеници, што значи дека за да се формира влада како до сега, ваква измеќарска влада, антимакедонска влада, се потребни уште 33 пратеници. И таа задача е дадена на така наречениот албански фактор во земјава, кој треба да изнајде сите можни начини да дојде до невозможното до сега, а тоа е да дојдат 33 етнички албанци во македонскиот парламент. На тоа многу им помага територијалната поделба на земјата, на 6 изборни единици, овој модел кој сега е изборен модел. Од друга страна, многу им помагаат со пари, со влијание и со криминал албанските структури, косовските структури, косовската мафија.
имаат неизмерно пари за водење на оваа кампања, кои од голем дел доаѓаат и од грабежот на сите нас, на македонските граѓани, и започнуваат со активности од четвртата и третата изборна единица. Да знаете дека поделбата на македонскиот блок, условно кажано, на македонските партии, на повеќе броеви покрај коалицијата Твоја Македонија, кој сме број 2, измеќарите секако, нив не ги сметаме во делот на нормалните, има еден куп други македонски партии кои го цепат максимум што може да обработи за ДУИ, да го намали бројот на етничките македонци во парламентот, а да го зголеми, глорифицира бројот, да го вештачки истакне бројот на етничките албанци во македонскиот парламент. ДУИ во моментов работи сериозно на добивање на пратеник во третата изборна единица, покрај етничките албанци кои стојат таму. Они се служат со исламски тероризам, односно повик за мобилизација на сите муслимани кои живеат во таа изборна единица да застанат на страна на ДУИ, што е само по себе тероризам, бидејќи е користење за употреба на религијата во политички цели. На тој начин се обидуваат да ги мобилизираат и бошњаците, и турците, јуруците и други луѓе, македонци, муслимани и така натака, кои на верска основа би им го дале гласот на во прва фаза на Бујар или Бугар Османов, а втора фаза за ДУИ. Бидејќи тоа не се доволно гласови, они започнуваат да се подготвуваат за масовен подкуп на етнички македонци, православни зборувам. Тоа веќе е забележливо не само кај ромското население, веќе кај пресиромашното македонско население, кое намерно е испуштено, уништено, запоставено, столчено од измеќариве, осиромашено до гола коска. И се враќаме во на отоманско време, кога се купуваше душата на македонецот за 2 гроша. Така да ДУИ започнува со планови за масовен подкуп на гласачи во третата изборна единица, етнички македонци православни говорам, во Кочанско, Делчевско, Штипско, огромен дел од околината на Велес, Чашка. И на тој начин, и со помош на СДСМ, да купат душата на пресиромашното население кој живее во Рамковце и во Крива Паланка. На тој начин, они сакаат да дојдат до пратеник плюс од третата изборна единица. Истиот рецепт се подготвува за четвртата изборна единица, што е потешко да го спроведат. Се надеваат на поголема факторизација во петката, но целта е да се дојде до 33 етнички албанци пратеници кои би ја држеле власта во земјата и на нив би му слугувале 28 измеќари од СДСМ, кои би прифатиле 1/3 од власта, а 2/3 од власта би ја имале етничките албанци, што е класичен пример за апархейд или тиранија на малцинството врз мнозинството. Тоа значи дека 30% пратеници ќе управуваат со 2/3, значи 1/3 пратеници ќе управуваат и помалку од тоа, ќе управуваат со 2/3 од државата, а за тоа ќе им помогнат СДС измеќарите. Тие остатоци од СДС кои останаа. И за тоа беше нашиот апел да не се делиме на повеќе бројчина. Максим Димитриевски е исто така на тој терен присутен, или со секаде со бројче посебно. Други помали партии кои учествуваат во кампањата и на некој начин тоа што не послушавте се случува сега. Македонските гласови се делат на десетина бројчина, а другите се обединуваат на едно бројче, бидејќи во тие изборни единици само ДУИ изфрли кандидати. Како да се превенира на тоа? Прво,
да се спротиставиме на обидите за заплашување на македонските граѓани и деморализирање да излезите на гласање. Најдобар рецепт да се спречи планот на Али Ахмети и неговиот подизведувач Таче за Албанец премиер и председател на собранието, а само би имало председател на Македонија времено македонец, кој би требало, нели, после тоа биде детронизиран со промена на устав и избор во собрание. Да се спречи тој план е масовна излезеност на изборите. Но зборувам за масовна излезеност како никогаш до сега. Зборувам за излезеност и старо, и младо, и машко, и женско, значи нема оправдување, нема викенте, па продолжен, па спојни денови, па ќе прошетам до Солун, па имаме нешто испланирано на викендица, па треба нешто да спремам во дворчето, па треба да се прошетам, не знам што, па нешто сум настигнат, нема оправдување. Тоаш си измеќар на измеќарите. Тоаш си поголем измеќар од Таче, ако тоа го направиш. Значи, масовна излезеност. Рекио народ уште рано са бајле. Тоа е најдобриот одговор за да се спречи тоа сценарио да победи измеќарскиот концепт. За да го столчим измеќарскиот концепт, да победи македонскиот концепт, тоа е решението. Второ, вашиот глас да не го давате за политичките партии кои и онака нема да направат никаква факторизација, а тие гласови ќе бидат фрлени во отпад, бидејќи нема да се валоризираат во мандати. И да поддржите масовно бројот 2 и коалицијата Твоја Македонија и задутре на 24 гласањето и на 8 за парламентарните избори. И тука сега имаме суштествени пораки. Прво, нема да се лажите да се мобилизирате на верска основа. Македонија не познава верски радикализам од тој тип кој се обидува Али Ахмети да не го внеси во земјава. Не им дозволувајте на лудаци во политиката. Македонија да ни ја претворат во Сирија, во Либија, во Либан, во Ирак, во земји кои страдаат проти верскиот радикализам. Не дозволувајте. Ниту едно, ни христијани, ни муслимани, ни атеисти, ни другите верски заедници, еврејска, било која да, не дозволувајте. Треба да си го негуваме македонскиот систем, воспоставен систем на почитување помеѓу религиите и држање на страна на верата од изборите. Ја знаете дека и кога имаше лудаци како тој психопатот Палчо, кој се обидуваше на база на православие и вера да прави политика и да прави тензии во општеството и да создава партија, која секако му ја создадоа службите од СДСМ и му ја платија тие бандитите од МВР. Бевме против тоа. Че ние сме и против злоупотреба и на православието во таа смисла. Во исто време и на исламот. И на сите вери други. Тоа е прво. Второ, не дозволувајте да ве замајуваат лажни пророци. Приказните вака ќе скиниме преспански договор, вака ќе вратиме името уште утре. Приказните ќе поништиме ние, сите договори ќе излезиме од НАТО, од ова Ванковска што зборува, тоа се салуничави идеи, тоа се работи кои разумен човек, нормален човек со грам мозок не би го прифатил тоа и би го отфрлил како гол популизам и подалеку од тие глупости. Не тргнувајте по умот на луѓе кои се обидуваат само добронамерноста и душата на македонецот, искреноста на граѓанинот да ја злоупотребат, за да дојдат до лична факторизација за пазарење со дуи после изборите, а богами и пред изборите. Тука најтешко ќе биде да се убедиме со членовите и симпатизери на СДСМ, кои
сте свесни за ова што ви го говорам. Знаете дека сум во право. Знаете дека се тоа што ви го зборам е така. Свесни сте. И ви тежи. Не сакате да бидете измеќени. Знам дека не сакате. Знам дека сакате да бидете своји на своето. Знам дека се сеќавате на времето кога СДСМ беше партија своја на своето. Партија која најдобро. Зашто јас сум човек кој кога било загрозена државноста на Македонија и кога луѓето кои биле дел од моја партија и правеле злосторство врз мојот народ, сум излегол против нив, сум се спротивставил јавно. Знам дека е тешко, но верувајте, благословено е. Благословено е бидејќи тоа го правите во име на народот и во интерес на татковината на државата. Никој од вас не бара да мафтате со знамиња низ државата и да напаѓате било кого на лична основа и било што направите внатре во СДСМ. Доволно е само тивко. Знаете, тивки од глас, тивки од бран, како беше на мирна вода, брег роди. Од вас бараме тоа. Од вас бараме мирна вода, мирно тивко да излезете на гласање и да одадете гласот за број 2. Да не гласате за врхушката на СДСМ, зошто? Бидејќи така ќе се помогнете на самата СДСМ. Кога ќе се случи катаклизма на измеќарите кои ви ја украдоа партијата, кои ви ја киднапираа партијата, кои се назначуваат за лидери на СДСМ како монарси, кога нели другарчето моје си го ставам за лидер, па лидерот другарчето негово и другарчето на другарчето и така, знаете, во вашата парта како е подобро од мене. Ќе си помогнете за вашата СДСМ, бидејќи ќе отворите портите таа партија да се реформира и ќе отворите портите во таа партија да изберите вистински лидери, раководители кои ќе застанат на страната на македонската кауза и ќе застанат на страната на македонството и на интересите на Македонија. Верувајте дека, ве убедувам дека така ќе помогнете најмногу на СДСМ, а најмалку на ВМРО. Бидејќи така ќе се создаде многу брзо силна опозиција која ќе биде одличен коректив на новата власт, предводена од коалицијата Твоја Македонија, во кој дел е и македонски концепт. Ние не се плашиме од опозиција, напротив, опозицијата е добре дојдена и кога ќе се формира новата влада, би било одлично да има силна опозиција, бидејќи тоа ќе биде одлична шанса да не забега и новата власт. А вие ќе помогнете двојно и да се ослободиме од измеќарството, и да си ја спасите СДСМ, и да бидете одличен коректив на новата власт, да не дозволите забегување и на новите власти. Така да вие ќе бидете членовите од СДСМ и активисти, кои ќе гласате за број 2, ќе бидете тројни победници, тројни патриоти, најголеми патриоти во моментов во земјава, од сите нас. Сето тоа дополнително е значајно кога зборуваме за Европската Унија. Морам тоа да ви го објаснам, вие ќе ме разберете убаво. Ќе ме разберете убаво, зошто ќе ме разберете убаво, бидејќи знаете дека јас сум од дете атлантист. Не знам дали ви е познато, јас сум еден од основачите на Младинскиот евроатлантски форум. Јас сум човек кој близко соработуваше со најпрозападно ориентираните политичари во земјава, вклучително и покојниот председател Трајковски. Јас сум човек кој цел живот се бори за НАТО и ЕУ интеграција. Што значи тоа? Сум ви објаснал неколку пати, решила ќе се повторам. Тоа значи дека ние сме заљубени
во основните, темелните вредности на кои е основана Европската Унија, тие се 6. Тие се вредностите кои ги запишаа татковците на Европската Унија во договорот за основање на заедницата, покасно Унија. И тие веројатно ќе бидат пренесени во новиот устав на новата воиднина Европска федерација. Тие вредности, човечко достоинство, самоопределување, еднаква солидарност, така натака. Тие вредности се тие кои даваат шанса како на помалите земји и народи како нас да бидеме своји на своето и да се зачуваме своји на своето. Што се случува во моментов? Во моментов самата ЕУ се избугари, се расипа, ги напушти своите темелни вредности. Ги потисна ЕУ фундаменталистите, се истакна ЕУ клиентелистите. По Скопје имате еден куп клиентелчина, мрсулчиња, што земаа парички од Европска Унија и за тоа само живеат да лапнат некој динарче од амбасадиве, да украдат некој динарче и да мафтаат со европски знамења колкави се тие европјани. Те нема врска со Европа. Тоа се ЕУ или подобро кажано евроклиентелисти. Ние сме ЕУ фундаменталисти. И ние знаеме како Македонија ќе внесеме во Европската Унија. Францускиот прелог беше голема грешка. Катастрофална грешка. Мене писателот Пендаровски ми е и личен пријател и јас го познавам од времињата кога сме се бореле за европска интеграција, НАТО интеграција и така натака. И навистина жалам што и он лично наседна на тој француски предлог, застана за него и направи што направи една историска грешка која ќе ја носи цел живот со себе. Јас жалам за тоа, не се ситам на тоа. Во ЕУ ние вака не влегуваме. Ние сме секој ден подалеку од ЕУ, секој ден сме подалеку од ЕУ. И подалеку, и подалеку, и подалеку. Ние со пукање за време на избори не влегуваме во ЕУ. Она што ни го презентираше европското дуи, зеленото дуи. Кај што на зелката груби се кези како зелка, додека пукаат на митинг со огнено оружје. Веројатно сакаше ни каже дека и во Берлин, и во Париз, и во Амстердам, и во Брисел така се пука за време на избори. Тоа е тоа, Европски фронт, тоа е тој Европски фронт. Го видовте во живо. Или Таче за Валијата кој поема нема од Европска Унија, ниту знае што говори. Тоа е големата лага на овие избори. Дека измеќарскиот концепт знае како во ЕУ, со лигавење како поужави, со измеќарување, а македонскиот концепт не знае како во ЕУ. Баш е обратно. Буквално е обратно. Бугаризацијата и избугарувањето на Македонија е руски проект. Не е европски. Стопирањето на проширувањето на Европската Унија на Балканот преку бугарските услови, уцени и диктати е руски интерес, не е европски. Бујари компанија, Артанче, Ахмети се енверисти, сталинисти, марксисти, така се истакнуваат како партија отворена. Те врска немаат со Европска Унија, само глумат сироти тие американци и европјани. Ако беа големи европјани, таа Албанија и тоа Косово ќе повикаме на договорот за основање на Европската Унија. Во тој договор јасно е прецизирано дека земја како Бугарија, која ќе го кочи развојот на Европската Унија, може да биде суспендирана од носење на одлуки. Во тој договор јасно стои врз база на кои критериуми и вредности ќе се гради Унијата, во која сакаме да бидеме и ние дел. Напуштање на тие вредности значи распад на Европската Унија. Напуштање на идејата и визијата на таковците на Европската Унија значи распад на Европската Унија. Самата ЕУ ќе се убие ако продолжи свој однос не само кон Македонија, генерално во внешните политики и посебно политиката на проширување на Европската Унија. Ние сакаме да и помогнеме на ЕУ со ова кое го говориме, бидејќи ние ЕУ фундаменталистите
Сме загрижени за едината на Европската унија за која сакаме да успее. Ние сакаме да успее европската приказна. Бидејќи покрај тоа што сме ЕУ фундаменталисти, ние сме и МК фундаменталисти, македонски фундаменталисти. Заколнати за каузата, а нашата кауза е обединета Македонија на македонците. А тоа е возможно само во обединета Европа. Затоа ние инсистираме да успее Европа, обединувањето на Европа, за да не се обедини Македонија еден ден. За да ги обединиме македонизмите. Македонството, потоа што се извинувам, не македонизмите, тоа е фалш. Македонството да го обединиме во полнота. И на тој начин ние во ЕУ можеме да влеземе само онака како што се уредени старите европски земји. А тоа се на граѓанскиот модел, граѓанскиот устав, граѓанска држава. Граѓанин на републиката, бидејќи во моментот стоиме како граѓани на Северна или северџани, тој ќе отргнеме, ќе стои македонски граѓани. Македонски народ не се брише никаде, па ни од преамбулата, се останува историскиот наратив. Тоа е лага, тоа платеници, бандитчиња на Обиджуко, на Миле Зеко, Зечевич или платеничиња на Артанче и на Ајлија Рамијата и 40 да се измеќари, може да ви раскажуваат басни против граѓанскиот устав. Тоа само на шовинистите, на етничките шовинисти и на верските радикали не им одговара прогресот, просперитетот, граѓанската визија за оваа земја, новиот устав, новата енергија, новата надеж, која ќе донеси среќна нација, среќа во нацијата, насмевка на образот нашите граѓани, која ќе донеси надеж дека ќе успееме, за да ни се вратат децата дома. Единствен начин е тој. На база на европските фундаментални вредности. Овие тие ги напуштија, не ги знаат, овие бандитиве. Од македонската сцена зборувам. Овие европејаните ги знаат, ама дел од нив се прават на тошо. Дека нешто не знаат. Буквално се прават на тошо. Ама ќе ги подсетиме како тоа се прави. Но овие овдека, овие се изгубени честитки. Не им верувајте големата лага дека Таче знае како во ЕУ. Абе Таче уѓе не знае да си оди дома. А не во ЕУ да оди. Верувајте ми. Тие околу него се до еден изгубена честитка. Боки Маричич не знае да се подпише ни да оди во ЕУ. Па они не среќите таму што се ставени министри, бе тоа е сето случај за посматрање уѓе. Тоа не е сериозна состојба. Со честни исклучоци на еден двајца искрени таму што има уѓе што работат македонци, промакедонски ориентирани, неколку министри. Све е другото за отпад. И немојте да верувате на големата лага нивна. Влезот во ЕУ е загарантиран со нас, со македонски концепт, со нашата коалиција Твоја Македонија. Влезот во ЕУ ќе го добиеме во оној момент кога ние ќе се европеизираме како земја, кога ќе станеме европска земја и ќе не могат да влеземе во ЕУ. Секако тоа ќе биде со помош на Европската унија, ќе така биде полесно и побрз процесот. Но никако не на овој погрешен правец, на овој крив правец по кој сме тргнати. Ние тргнавме кон Либија, ние тргнавме кон Либан, ние тргнавме кон Сирија, ние не тргнавме кон Брисел, кон Париз, кон Берлин. Уште помалку кон Амстердам. Ако сакаме да одиме на прав пат, масовно гласање, особено вие кои сте проевропски ориентирани, окружете го бројот 2. Ја ќе се потрудам да направам рефреш и да прочитам дел од коментарите, ако има прашања. Солно поставувајте прашања. Би сакал да одговорам и на тие прашања. Јосиф Даскалов, племе бугарско. Добро, овие се ботовите од левица. Тие се тие болните момчиња. Петар, благодарам на поддршка, благодарам Дијана. Абе оди Легниски ми кажува некој Зоран Петко Богдановски.
Зоки другар, дај бе погледни се во гледало ме шо личиш. Па после раскажуваме кој да си легне жив ти Бога. Аве другарче, ја кога пишував докторати за Европска Унија, за вредности на Европска Унија, за кога ја успеав да го изолирам демохристијанството од конзервативизмот на научна основа, ти веројатно не знаеше грзо да го изближиш. И ти на мене ми кажеш да си легнам бе другарче. Дај малку паметете се, научете се да почитувате компетенции луѓе кои се компетентни и образовани да зборуваат тоа што зборуваат. Дај ме научете се вие македончињата да почитувате еднаш струка, наука, луѓе кои имаат искуство и опит во работите. Ти во животот не си излезен од Вајлево подалеку, а не Брисел да го видиш, не мене ми кажеш да си легнам. Дај ме приведете се сите кој тебе такви. За жалење сте. Не рече ке се мачим душата и за вас да ви помогнам, пошто те не кажем еден повугарен збор, ММЕ, аји на сите вас дојден таквите кој тебе. Гоце благодарам. Ова е некои бугари не коментирам од еколошки причини. Да пробам, не знам зошто не ми ги покажува сите, не можам да ги видам ниту на телефон, ниту на компјутер, на PC-то, не можам да ги видам сите коментари, не знам зошто. Колку успеав да видам, толку. Еве се вкучија сега избугарените душички момчиња, Тодор Паница. Тие завалијата немаат појма кој е името Тодор Паница, а глумат бугари, а не знаат што има историски направено Тодор Паница. Значи, како и да е, што и да коментирам од сето ова, не знам колку вреди од сето ова да се коментира. Баже, кај ми пративте ова сликата? На Вибер. Да видам нешто ако има плюс. Видете, за коалицијата, ова што прашуваш Матеј, кога зборуваме за помирување и за обединување, не можеме да зборуваме за добри и лоши македонци. Можеме да зборуваме само за луѓе кои ја прифатиле грешката која сториле во минатото, се соочиле со неа и го прифатиле апелот за обединување. Меѓу другото, македонски концепт 2 години повикува на обединување. Последно правивме и последна кампања година дена. Така да не е во прашање само Мицковски во неговото поведение за тоа обединување, тоа беше и наш проект. Така да и ние сме дел од тоа обединување. Концепт да соберите следбеници на оваа кампања, а неколку ВМРО или други партии. Така да, парно молчете, не зборувате глупости. Плашат ли ти се од Србија за србоманската ти политика? Бугарин, рековме не коментираме од еколошки причини. Бидејќи нема многу други коментари и прашања, јас повторно ќе гледам да се вклучиме почесто за ова да го објаснуваме истиот момент. Македонски концепт визави измеќарски концепт. Верувајте дека планот е скроен. Планот од 2001 година да се уништи воено Македонија не успеа. Ги поразивме учките. Македонските бранители херојски ја одбранија Македонија и ги ставија под колена учките. Ја одбранивме Македонија. Ја предаде на зелена маса Љупчо бандитот, кој сега е измеќар на Али Ахмети. И такви будалетинки како него. Верувајте ми. Бранителите своето го направија. Во периодот не го амнестирам Грујо да ме сватите погрешно, немојте. Се сум кажал за Грујо што тоа кажам во животот. Меѓутоа посебно од зајковизмот, од зајко навака, се инфилтрираат длабоко во институциите и ги уништуваат од внатре институциите, а државата не е ништо друго освен збир на институции. Тоа е држава. Кога ќе ги уништиш институциите, тоа е како на моето тело, ако ми ја отсечиш едната рака, другата рака, двете нозе, на крајот отиде и главата. Ми ги извадиш очите, тоа е тоа. Нема од мене ништо. Така и државата.
ако ги отсечеш институциите, една по една, не остана ништо од државата. На тој проект работи Дуи во моментов и на тоа му помагаат СДС измеќарите. Само за да седат на фотеља. Тие викаат нема откажување од иднината. Не, напротив. Сака да ви кажат дека нема откажување од фотењите. Од криминалот не сака да се откажат. Ви ограбија, ве со капаа од крадење. Ослепеа од крадење. Ја ваквија рами не сум видел во животот. Ги знам начин. Масовна излезеност, број 2 гласање, обединување сите на купче и не само сега, и после избори. Продолжуваме со обединување. После избори луѓето од левица ќе сватат дека Димче Пасиев е само едно обично измеќарче на Али Ахмети. И од левица има прекрасни момци, борци за македонската кауза. Ке си дојдете и вие, ке се обедините со нас. Апсолутно продолжува обединувањето во име на каузата. И многу луѓе и од ке Максовци, и од ке Паксовци, и други што залутаа на овие избори, исто за сите ќе останат вратите отворени. Обединување, обединување и само обединување. Тоа е решението како да спасиме земјата. И само да ги изолираме оваа шака измеќари и да ги фрлиме на буништето на историјата. Се разбира и во шутка. Нема ме сватите дека сакам да ги слободам. Ако се прашувам јас, и ако јас имав моќ, и ако бев јас мандатар на овие избори, верувајте ми дека шутка ќе ја преполнев и ќе изградев уште едно 40 како шутка згради, ќе немаше место од копути што ќе ги собиравме како кучиња од по улици и ќе ги редевме таму. Но колку ќе ни дајте сила во моментов на македонски концепт, толку ќе придонесиме во таа насока. Ви благодарам многу. Се надевам дека успеав колку толку да ви доловам каква е атмосферата и која е битката, зошто и ние бевме мотивирани на македонски концепт и претходно ви објаснував и сега ви објаснувам, да се формира таа обединета платформа. Не ја бива обединета платформа само со партии и со политички лидери. Еве, ја ќе седнам, ќе седни Мицкоски, ќе седни, не знам, Петко, Трајко, другите лидери на политички партии, што? Ние сме 20 и колку 7 учесници с обични луѓе. Народот треба да влези во таа платформа. Секој до еден граѓанин, вака како едно пчелно семејство да станеме. Како кошница со пчели преполна. Така треба да зуе Македонија на овие избори. Треба секој да се потруди да донеси грам нектар за да направиме мед, за да имаме среќа во еден народ, за секого да има од тој мед. Не само за 10 души бандити или 40 измеќари и екипата на Ајли Арамијата. Него од тој мед, од тој нектар да има за секого во земјава. За сите, целосно општеството да го базираме на солидарност. Поздрав, ви посакувам добра ноќ. Вклучете се во кампањава. Пак ќе повторам, не морате да земите знамења на нафтата. Не морате да вриштите по улици дека го поддржувате Петар, македонски концепт или коалицијата на Твоја Македонија или било што. Тивко. Отидете ке првиот другар. Ке другарот од школство, од детство, од студии, од армија, ке комшијата, ке пошироката фамилија, па и ке некој што не го познавате. И направите го муабетот за каузата. Мислам дека нема човек, македонец,